Ето, така е, ви реков никој како. Ненад е оправдано отсутен од денешното издание на Никој како, затоа ќе бидеме јас и нашите денешни гости. Ако го гледавте прво материјалот, овие 2 дена, па и 3 дена, сигурно знаете кои ни се на гости. Се направивме за тие да можат да најават нешто што ќе се случува утре. Имаат убав концерт, имаат убав повод за тоа и затоа поместувавме гости за тие да бидат во Никој како овој пат. Значи со нас се Силви и Владко Плевнеш, или попознати како Силви Бенд. Добар ден! Добар ден! Ви благодарам. Добро ве најдовме. Здраво, живо. Добри ли сте? Нова група правиме пошто со фризура. Со фризурама, може да ви... Ја не знам. Кате Бенд. Кате Бенд. Повелете, добри гости. Каде си седнеме? Да, може, Владко, повелете, седнете си. И морам да прашам, сега знам дека некаде на пола пат е одговорот. Силви би рекла не требаше вака, требаше се да биде поинаку, нели да си бидеме, а Владко сакаше да најавиме. Се природно и убаво. Се природно и убаво, Во така. секој случај, секој наш концерт заслужува да се најави. Така е. Меѓутоа, денешниот повод е нешто повеќе од концерт. Не се работи за обичен концерт, него е специјален. Имаме меѓународен ден за поддршка и грижа. Така да се надевам дека ќе се јават уште многу фамилии, кои што ќе згрижувачки фамилии кои што ќе сакат да згрижат, затоа што секое дете заслужува поддршка и си сака гушка и преградка, нежност, љубов, она што на нашите деца им е неопходно. Семејства кои што чувствуваат дека тоа го можат, нека повелат, нека пробат да се најдат во уште еднаш во родителска улога, бидејќи има многу деца на кои што тоа им е потребно. Да. А секој детенце тоа го заслужува, секој детенце го заслужува, особено тие што се во такви во таква состојба, во неубава ситуација. Ние секојдневно си ги гушкаме и по улица, особено тие дечиња. И многу ни е драго што имаме и поддршка од Министерството за култура. Одлично. Иначе концертот ќе се одржи во Автокоманда, во Домот на културата. И не само тие, нека дојдат цел народ. Нека дојдат сите. Нека се уживат, што ја сакаат нашата музика, бидејќи нашата музика нема граници, има љубов, особено за тие дечиња што барат итни семејства згрижувачки. Така е, да. Како мајка, што би рекла на сите оние кои што не гледаат во мигов? Зошто би требало да згрижат? Сето она што го правиме ние со своите деца, сето тоа е неопходно на секое дете на овој свет. Само тоа е некоја гаранција под наводници, нели, дека нашите деца ќе топлината, семејството, здравото семејство, нели, поддршката и децата да се чувствуваат дека припаѓаат некаде и дека имаат топол дом и сигурност. Тоа е некоја гаранција дека ќе пораснат во емотивно зрели личности и дека понатаму ќе може да продолжат и сами, нели? Мислам дека тоа е задача на секој родител на овој свет. Не мора да е секогаш усмерено кон нашите биолошки деца, може да биде и кон останати деца на кои што тоа им е неопходно, затоа зошто да не? Зошто да не, така е, да. Сега можеме малку да бидеме понасмејани, така? За ова насмејани, бидејќи е навистина голема љубов во прашање. Ние секогаш излегуваме пресрет и овој концерт е токму тоа, нашата поддршка за истото, така да од срце тука со голема насмевка. Секогаш насмејани и расположени за преградка. Супер, така е, да. Сега, ќе ми дозволи Силви, минатиот пат кога беше во утринска на Телма гости, нели? По затварањето или на камерите, се договоривме нешто. Има женски договор, така? Да, има женски договор, да. Волко, не знам колку слушаш, ама слушај сега. Не знам, јас се тоа прашам. Ката никогаш не била во улога на актерка. Да, ама сега ќе бидам во улога на имитатор. Скриени талент. Скриен талент, еден, да. Секогаш сум сакала да некогаш кога ќе направим интервју и јас да ги поставам прашањата слично барем или барем малку можеби со додавка за да биде многу слично на Силви, така? Да. И сега вака. Тоа би одало. Силви, што правите вие во 17 и 15 ако бевте дома? Во 17 и 15 се играм со мојата внукичка. Тука? Тука е, да, живеат во Скопје, со нас е и е многу сладка и тоа ми е најубавиот дел од денот. Отлично. Владко, а вие што правите?
Јас си свирам, уживам. Во 5:15? Да, јас нема кај мене време, само музицирање и уживање. Знаете ли што ми велат колегите? Велат, Владко е единствениот музичар во Македонија кој што кога ќе имате некаков проблем, тоа вие не знам кај да треба да патувате и тогаш јавите му се на Владко и тој ќе дојде. Да, и тој ќе дојде и ќе го донесе она што ви недостига. Дали е вистина? Тоа е вистина, така. Јас имам големо срце и голема љубов према луѓето. Добро, и баш така одите и буквално така. Колега ми се јавува, имам проблем во Велес сум, например. Добро. Јас не го прашувам. Ја палам колата и одам во Велес. Во Гевгелија, во Охрид, каде и да е? Одма во истиот момент. И сте го правеле тоа често? Сум го правил и го правам се уште. Ево, затоа сте слушнале дека таков глас ме бие. Стварно е таков? Па, да. На големи настани, Александар Палас дошле колеги од не знам од кој град. Им фали сталка за клавиатура, ја заборавиле. Одма јас од студиото ја водам мојата сталка и ми ја носам. Да, тие велат проблем во таа смисла, музички проблем. Значи, фали оваква клавиатура, оваков синтесайзер, знаат дека Владко има навистина една завидна колекција и заради тоа е Владко секогаш тука за помош. И несебично ја чувам за мене, меѓутоа и ако затреба за било кој колега, јас одма во истиот момент учествувам, помагам. Добро. Не прашувам зашто, како, него во истиот момент ми се наоѓа. Значи Владко, Силви, слушате, значи кога би требало јас да видам сега Силви, нели како што се обидов, така би изгледало ова вака. Јас сум Силви Плевнеш и дојдов во Никој како да видам гостинка заедно со Владко, да го најавиме нашиот утрешен концерт на кој што ќе може да дојдат сите родители кои што сте оствариле или не се оствариле како родители, да земат деца и да бидат згрижувачи нови. Дали беше добро? Па, одлично. Браво. Добро си каде, добро. Морам да поработам многу. Четвртина. Од сега навистина. Не, сериозно, кога сме кај акцентот, размислував пред да почне емисијава, велам, сигурно ако беше дел, да речеме, од администрација, ако имаше некоја работа која што ќе ти беше секојдневна, да речеме, со луѓе, така со народ, веројатно ќе беше тоа побрзо надминување на тоа, или ти не сакаше тоа да биде така. Кажи ми, како? Па не, јас приватно се уште зборувам српски. И тоа е проблем. Тоа така звучи. Да. Околу мене. Не ми се лутиш така? Не, апсолутно. Владко, еве ќе се надоврзам. Дури и кога зборувам ромски, и кога се обидувам да зборувам ромски, бидејќи лошо зборувам, Владко вика, звучиш белградски, чај со кереја. Така да се осеќа тоа, нема што. Така е, да. А ти се, значи, по зборувањево на Силви, а по изгледот на Владко. Така е. Значи, можам да бидам во бендот што сакам. Ти си, усвера си Силви бенд во имитаторка, денес Силви бенд во тотално имитаторка на Силви со бендот. Ама успешна е. Значи, кате ќе пее. И во фризурата и... Не, Силви, не. Те боли грлото денес, така? Нешто не ми е добро. Така има некои колеги што имаме снимена, ај на настав да отпеш, не можам денес ме боли грлото. Вака сега и него боли грлото, не знае да пее. Со колегите зборував и велат, колку години сте на сцена? Па, јас морам да најавам, сега 2025 година, во припрема е нашиот најголем концерт во кариерата, насловен 35 години со Силви бенд. 35 години. И сега, ако некој сака прашање за квиз, тогаш едно од прашањата би било дека вие би можеле да направите каков да е репертоар. Секаков. Да речеме, ако сакате нешто да се случува, така, вие го правите репертоарот без проблем. Према потребата, тоа е што Силви бенд ги извлекува од сите други. Така некако бива. Апсолутно. Нашата музика е интернационална. Добро. Можеме се снајдеме и во казино, и во дискотека, и на приватна забава. Нема да приметите дали сме ние забавњаци или не знам што свириме. Бидејќи сме професионалци, цел живот се едуциравме и што е најважно, лебот го одевме патот. По свирки, по живи настапи, така се калевме. Супер, добро. Сега почнуваме со прашања. Не знам дали сте гледале нешто од Никој како. Прашања? Да. Имате таблички пред вас. Едното брише, другото пишува само Силви, тоа тебе ти се паднало. Да. Ова пише. Така е. Значи со да или не. Не, тоа пишува. Ај отвори Владко. Ето, така пишува, а долу брише. Го гледаш тоа крајчето? Така брише. Значи со да или не. Дали некогаш сте пробале некоја необична диета? Да или не? За себе зборуваме. Добро. Владко вели не. Јас велам Силви вели да.
Ајде се до објаснување, ако сакаш да ни објасниш. Што необична диета Колку беше тоа? всушност беа необични, не знам, али диета секако. Добро. Необични се секако заради тоа што излегуваш надвор од она што го јадеш инаку. Комфортната твоја. Така да, не знам, мислам дека пробав еднаш ова протеинска, само со месо. Само со месо? Нели, да. И тоа за мене беше исклучително тешко. Не ми одговараше. Да. Нека ми проба еднаш само зелка. Си пробала таква диета само со зелка? Ау, многу грдо тоа. Мислам, извинете на сите кои што јадат само зелка, ама тоа беше невозможна Кате, мисија. ако има ефект, Јас, например, кога би го имал проблемот, јас би јадел зелка. Би јадел зелка цело време? Цело време зелка? Цело време, зошто? Ако знам дека ќе има ефект. Ма не. Не, ја не би. Само вели така. Владко, бидејќи го нема проблемот, он све вели ја. А да дојде проблем? Е тотален хедонист и воопшто не може да одолее на ништо што му причинува задоволство. Ете те изгледа. Одговорот е да. Ето со големо да. Дали некогаш сте сакале да се откажете од проект поради несогласување со колегите? Сега, нели, кога имало во оваа ситуација Силви Бенд, заедно со уште некој, да речеме, колеги со кои што сте правеле нешто, не знам, сте создавале некој проект. Никогаш. Не знам коштана, не знам. Секогаш при правењето на проектите влегуваме со многу љубов. Така? Со една убава енергија цело ден. Ајде. Затоа што обично ние сме носители на нашите проекти, така да нема откажување. Нема откажување, така? Да. Супер. И влегуваш со голема верба, правиш убав пакет, Добро. убав концерт, убав перформанс. И се трудиш да се реализира. И не дозволуваш никој да те изнервира. Апсолутно. Никако. Секоја препрека Јас сум познат по трпеливоста, секогаш имам нерви, што сакаш може со мене. Силви, ти како предизвикува? Он ги има, бидејќи ги предизвикува, него никој не го нервира, бидејќи тоа е тој што нервира. Така да... Мора да има позитивна прашајте ме мене, он секогаш ќе вози по инаква приказна, бидејќи мислам, јас сум таа што... Важно се функционира. Се функционира, па да. Така е, Силви, си функционира. Ба све функционира. Така е. Само струја нема. Дали некогаш сте одбиле голема понуда поради морални причини? Да не се појавите никаде заради тоа што едноставно некој ги, не знам, ги надминал тие ваши, како да речам, нивоа на убаво однесување, не знам, зошто тоа го правам? Па Владко, да. Да? Не се сеќаваш, јас ќе објаснам. Ајде, готово. Имало ситуации каде што еве морални, нели, причини да зашто сме одбиле. Имавме понуди да свириме, да речеме, на Брод 6 месеци. Добро. Меѓутоа ќерката беше мала, мене ми беше многу поважно да бидеме како родители присутни во баш беше бебе, 6-месечно бебе. Сметам дека е тоа период кога родителите никако не смеат да отсуствуваат. И еве, мислам дека тоа беше навистина морална одлука да одбиете една импозантна свота, која што може би многу би ни го сменила животот, но сепак останавме. Например, тоа. Имаше многу ситуации каде што... Не заборави. Вие жениве сте 9 од чуло, 100 од чуло. Да се етаблираме на одреден начин и сепак сме се повлекле да не учествуваме заради да го сочуваме нашето достоинство и да, не ни се залепат било какви етикети. Така е, да. Дали никогаш сте морале да преснимувате песна заради неконтролирано смеење? Ова јако сум во студио, сигурно ќе биде така. Сигурно имало ли проблем? Да, имало. Добро. Да, и дури и настапи со неконтролирано. Баш на тоа мислев, големо да. Тоа имало неконтролирано смеење на живи настапи во неколку наврати, и јас тоа нема да го заборавам. Меѓутоа добро завршило. Секојаш добро со смеење, како може да се една од знае. нашите први свирки, Владко и јас, за прв пат настапувавме во Улцин, во хотел Галеб, хотел висока категорија, навистина многу убаво. Гости исклучиво странци. И сега уште не е многу увежбан репертоар, бидејќи така го вежбавме некако попат. Јас практично бев замена, не беше таков планот, улетав некако, непланирано. Јас го прифатив ангажманот. Мораше да се... Ја фрли во оган. Да, бидејќи Владко, нели,
muzičar kakov što može da sviri 3 dena, da ne повторни ista pesna. Немаше кога ни да увежбаме колку ќе трае воведот, дали ќе бидат период, полупериод, колку такта. Многу песни така, значи само со погледи комунициравме и се сеќавам дека композицијата беше Let It Be од Битлси и некако да почнам, да не почнам, он уште некој тон ќе ми засвири да ми даде време и тука јас почнам да се смеам, Владко почнува да се смее, ама веќе неконтролирано. Заразно смеј, јас имам заразно смеј. Ние цела песна ја одсмејавме. Али најинтересно е што на пола песна цела сала се смее. Публиката, сите насмеани, никој не знаеше секој се смее, не знаат зашто се смеат. Значи беше онака до солзи смење, ми требаше пауза после да се да продолжам да пеам. Добро е, супер. Значи имало и такво нешто. Дали никогаш сте пробале да го смените вашето уметничко име? Дали никогаш сте размислувале заради ова Силви со... Па ова променето е. Ова е новото име. Чекайте малку само. Знаете зашто? Заради тоа што често велат Силви со бендот, нели? А бендот е Владко во таа ситуација. Па тоа е симпатично. Јас сум иначе, мене Силви Бенд ми е име и презиме. Викаат Владко и Силви Бенд. Еве ја Силви Бенд. Така да. Па добро, ја требаше така да ме најавам. Ете така. Силви Бенд и Владко Племен. Или Владко е Бен, за тие што Д-то не го слушаат. Таа на почетокот на кариерата има еден спонзор и ја, наш пријател, му дошла некоја девојка, вика, абе, дај го познаеме со онај Бен, вика, многу ми се свија. И он вика, абе, не, Бен е група, он се вика Владко. Не, ако ти мене упознаме со Бен. Силви и Бен, да. Или мажот и на Силви Бен. Значи никогаш не сте размислувале за друго име? Не, никако. Да. Добро. Со тоа што на почетокот на кариерата бевме дуо Плевнеш. Заборави. Да. Заборави тоа. Добро. И ова Силви Бенд, Силви го смисли кога стана на едно утринско кафе или ти го смисли? Не, на еден настап. Добро, ајде раскажи. Ние сме една дуо Плевнеш. Прва група што свиреше или живи настапи низ Скопје, низ градот, и бевме во мејкап. Си свириме во 2 блока. Во мејкап свиревте? Во мејкап, кој тоа се... Тоа се најголемите журки урбани во градот, во Скопје. Многу добра беше таа атмосфера во мејкап. Добро. И настапуваме првиот блок, а предходната свирка беше во Куманово. Имаше еден фестивал тамо и се поводи нејзиниот брат од Германија беше дојден. И дуо Плевнеш. И она вика, јели бре, dakle сад ти дуо Плевнеш, а ние дечко и девојка. Да. И она си размислувала вамо тамо и си го смислила Силви Бенд. И отишла, Зоки Антена беше тамо. Добро. Диџеј му вика, Зоки, ти се ќе најави Силви Бенд за вториот блок. Браво, бе, Силви. Од женска политика. Женска политика е скроз. Дуо Плевнеш. Да, женска политика и ја девојка. И јас, да, и се местам со инструменти, си почнувам. И вика, ајде, сега ќе ви настапи вториот блок, Силви Бенд. И викам, еј, човече, што го звучи? И стварно ми зазвучило. Викам, готово, екстра. Ти ги ставиш пред свршен чин, нема каде. Нема каде да бегаш. И еве до денес си останавме и не размислуваме на промена на името, затоа што навистина убаво звучи, убава жена имаме тука, убаво име и личи да го краси. Така е. Сега, оно што не стигнав да го кажам, ама ќе ви го кажам попатно, само да му кажам добар ден или добро вечер на првиот гледач во овој прв дел каде што доделуваме подароци од нашите Флорис. Ќе ни помогнат или Силви или Владко, ама ќе прво да видиме со колку се слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. Кажува Магдалена од Кисела вода. Магдалена, добро. Да. Како сте? Супер, сакам да ве поздравам сите и гостите. Благодарам. И сакам Силвија ако може да испее песната Ангели ме носат. Ангели ме носат? Да. Значи вака, да се договориме. Не знам како таа ќе се одлучи, само да ви кажеме дека караоке ќе пее сосем нешто друго. Веројатно ако студеле на свирки нивни и сте слушнале, а може би и не сте чула, ама не знам ќе биде избор. Да. Сега. Јас може малку само. Малку може за Магдалена. Кога одам кај него, ангели ме носат. Кога лежам со него, јас на небо сум. Звезди, изгорете ме, ветрој разнесете ме. Река златна бескрајна, в градиве ми тече. Браво! Дали е задоволна Магдалена? Да, сите сме задоволни дома. Одлично. Специјално беше ова за Магдалена. Специјално за Магдалена. Сега само Магдалена да ни каже кој треба
Владко или Силви треба да бидат оној кој што ќе ве Ајде сега Владко, нека биде. Владко да биде, добро. Владко ќе ви покажам. Кажете. Симнете се од слушате и одете кон ова нашево делче што бројчиња, го гледате? Да. Земате едно топченце внатре има, не во другиот дел, Владко? Во другиот дел каде што се топче. Ете тамо. Земете некое плавото, да речеме топчевеника. Ете така, да, синото. Кажи ми само, Магдалина, кој број? Ајде нека биде бројот 3. Бројот 3. Одгоре од бројот 3 пуштате го тупчето, Владко. Така, добро. Ете, ајде да видиме што ќе биде наградат, подарокот за... Добро, кој број е? 3. Одлично. Го гледате ли садот, Владко, со 3 бројката? Да, 3. Тоа е она што го добива Магдалина. Може да го донесете наваму. Столната лампа ќе оставиме. Само садот. Да, само садот. Ова е сад за овошје, се надевам, така, Силви? Па може да биде било што. Ќе си прави смути секој сабајле и ќе си стави тука. Не, ова за смути. Ова е за овошјето за смути. Овошјето. Така е. Магдалина, само да ве подсетам, од 15 до 18 часот да дојдете во Телма секој работен ден, што поскоро, за да не ни стојат наградите, после 7 дена веќе ќе биде на некој друг што ќе се јави. Јас имам уште еден убав предлог. Сега дадовте, бидејќи Магдалена ја обожава Силви, и со друштвото, со мајка, татко. Добро, со тамот со која? Ние имаме во моментов нов албум од Силви Бенд, 8 поред. Супер. И сакам од Силви подарок специјално за Магдалена од најновиот албум да си добие. Браво, Владко. Ете, супер. Одлично. Значи, Магдалина, имате и албум од Силви Бенд, 8-миот најнов албум нивни. Сега ние продолжуваме натаму. Дали некогаш сте се расплакале на настап? Јас редовно. Да. Стварно? Јас редовно. Ајде, кажи. Понекогаш едноставно сцената на пред мене која што се случува во моментот може да ме растажи. Еве, повторно ќе се навратам на истиот прв мој професионален прв настап со Владко во Улцини во хотел Галеб. Редовни гостини беа едно семејство германци. Беше всушност татко со две керкички. Добро. И секоја вечер седеше на иста маса. Една вечер јас пеам нешто од Whitney Houston, а девојчето во моментот заспива на столчето и таткото ја зема во раце и ја носи во соба да спие. Таа сцена, бидејќи тоа страшно ме асоцира на мене, така јас редовно се успивав во мојот дом во дневната соба на фотелја, иако претходно татко ми и голема, татко ми ќе ми каже: "Силво, легни си." Ја не, тука ќе се успијам и татко ми обавезно ќе ме крене и ќе ме однесе у кревет. И вас тоа ви е таа. А тогаш беше тазе почина татко. Јас тоа кога го видов, значи ја исплакав. Целата песна седнав и некој од гостите дури погрешно протумачија, бидејќи видеа зошто се расплакав, па помислија да не имам дете, случајно или не, но кога им објаснив, сватија. И се случи уште еднаш, буквално да плачам и да едва го издржав настапот до крај. Тоа ми беше мобетот. Како се воздржуваш да ги собереш солзите и да продолжиш да пееш? Тоа е она невозможно. Ништо пеење ни солзи. Да. Со солзи. Со јецеј. Така, со јецеј. Се случи на еден отворен настап во Охрид, каде што ми дојдоа цела група деца со посебни потреби, деца во колички и направија цел полукруг околу мене. Толку чувствително и толку радосни беа на моето пење. Јас одев од еден до други пеев. Таа среќа на нивните лица, таа емоција, таа раздраганост, родителите кои што беа почестени со моето внимание и со тоа колку децата им се среќни додека јас стојам до нив и пеам. Значи, јас едва ја допеав композицијата и целиот настап им беше понатаму во тој знак и буквално го преплакав целото време, али онака насмејана, давав се од себе и тие се весела. Не, се забележа. Па се забележа. Ако тоа е природно убаво, зошто да не? Важно само тоа дека ги гушкав и дека ме гушка и тие и ги бацував и им пеев и се смеев со солзи во очи и тоа е тоа. Така е. Е убаво, да. Така е.
Дали никогаш, ова прашањето, сега знаете како е, дали никогаш сте се скарале со некој од бендот? Сега вие двајцата, тоа значи дека дали сте се скарале? Да. Како, и да прашам сега, секогаш ме интересирало дали луѓето кои што работат во иста организација, еве како и вие, нели, еден тип организација и ова, така? Баш како маж и жена. Да, и дома и се. Дали ви доаѓа никогаш преку глава и викате чекај малце одмор и како го барате одмор? Еден од друг. Многу, бидејќи Се интензивно, така. Е интензивно, ние сме баш и приватно пар и колеги на работа, нели? И секогаш постојат несугласици, што приватни, што пословни. Многу пати има недоразбирања, јас сакам една песна, Владко ми свири друга песна. Него му пришол некој од публиката и побарал некоја песна, мене овамо некој друг, јас ќе се светам да кажам, но он веќе ја почнал таа. Овој некој ќе ми се налути, зашто не ја пеете моја песна? И дури и ми се лутат сериозно, јас имав и една непријатност од особа која што не сум ја испеала песната, а не сум виновна бидејќи ја сепак го пеам тоа што Владко го свири. Секако. Така да има многу, тоа се многу незгодни моменти и верувајте, оној глумачки момент кој што сите ние што сцената ни е работно место, го имаме и го живееме и го мораме, е тоа да кога ќе стапнете на сцена заборавате на се, едноставно навлекувате грим и го работите. И колку и да имаме приватно проблеми, може би ги имаме и во моментот, професија е професија, тоа ќе го одработиме како што треба и тоа е тоа. И тоа е тоа. Велко, како, каде одите за да се осамите? Одите во друга соба или како, по дома или како? Сега во студиото. Не гледам никој. И таму сум сам. Да, апсолутно. Сам со моето царство од инструменти брдо и така ја си најдам занимација таму и одма оди таму. И готово. Нема проблем, одма се смирам во истиот момент. И уште едно прашање, удиме со пеење. Може? Дали никогаш се задуцниле на важен настап? Јао да. Не знам тоа дали го памтиш, Владко? Не. Не знам по кој повод беше некој многу важен концерт со танцов оркестар и се сеќавам дека Киро Глигоров беше во публика. Леле, задоцнивте на тој? Не задоцнивме, ние стасавме, ама стасавме онака буквално предизлегување на сцена. Значи, влетавме на сцена и толку јас се видео онака, мислам, поготово мислам дека тоа нашиот многу драг председател, кој што јас исклучително многу го сакав и почитував, а и тој нас многу не сакаше. И стално ни велеше, бабе Наде, ве сака, многу ве поздравувам. И како што седеше во прв ред, јас излегувам и онака се поклонувам и почнувам и онака, мислам дека малку ми задоцни некој збор, значи тремата тука и тоа самото завршување, значи ги немав тие минута време да се подготвам психички пред самиот излезак на сцена. Самото излегување на сцена, говорите македонски. После ќе ме имитира како мене. Готови, поминаме ракоцови. И така да, тоа беше онака баш задоцнување. А инаку, одиме стално пред време и ова се случува, ете, така. Да, се случи. Така е, на секој се случува. Добро. Силви, не знам дали ќе ти помогнам со овој текстот Волку се гледа. Си ја ќе пееш прва или другата? Да, зашто караоке немам монитор, као вистинско караоке да си... Па Ева, се обидуваме сега ова да ни е монитор, ама не знам дали ти ќе гледаш од тука. А може си застанем таму пред монитор? Слушај сега. Силви, повели ова. А Владко? Браво, а Владко е тука? Може да станам или да седам? Може да станеш, како сакаш. Си е дозволено. Пошто читам, може би подобро да седам. Како сакаш, Владко е до тебе и ќе биде тоа убав настап. Караоке, нешто што ќе ги воодушеви нашите гледачи. Ако сме подготвени, режија, може. Get
as long as I keep dancing. Come on, turn the radio on. It's Saturday and I won't be alone. Get up at my nails, put my high heels on. Saturday and I won't be alone till hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. I need that cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. 'Cause I don't need no money as long as I can feel the beat. I don't need no money as long as I keep dancing. La na 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 na. La na 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 na. 'Cause I don't need no money as long as I can feel the beat. I don't need no money as long as I keep dancing. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to get fun tonight. So I don't need no money as long as I can feel the beat. I don't need no money as long as I keep dancing. La na 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 na. I love cheap thrills. Na 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 na. I love cheap thrills. Na 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 na. I love cheap thrills. Na 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 na. I love cheap thrills. Супер, сега е време за првите реклами, а вие останете со нас затоа што имаме уште многу игри, уште многу забава и последната се прелеа чашата. Бидете со нас. Така е, никој како нив денеска, никој како вас пред малите екрани, никој како никого каде и да е на светов и не гледа. Ви благодарам што сте заедно со нас и ова попладне и се надевам дека секој работен ден од 17:15 до 18:20 ние ќе ви бидеме најубавото друштво. Силви и Владко ни се во студиото, попознати или најпознати како Силви Бенд. Имавме една прекрасна тема како караоке, испеавме и Дел од ангели ме носат, можеби најпознатата. Само не знам како одеше Хореографијата? Па ти си имитатор? Па не, ама не знам како точно. Кај него Добро. ангели ме Ама на ангели нешто беше вака или не? Не, тоа беше во градиве ми тече. Река Златна Бескрајна, в градиве ми тече. А, в градиве. Па, Тања Кочевска ми правеше имитација, али пошто секоја имитација мора да има малку претерување, тоа беше в градиве ми тече. Ми вика тоа само затоа дека јас имам поголеми вака. Али беше бебе малата и ние на Макфест настапот е 3-4 минути и нормално ние со бебето делат со нас цело време. Со вас беше? Да. На сите концерти, на сите настапи цело време се израсна со колегите, со нас лично. И која излезе Силви да пее ангели. Тања си ја држеше позади сцена. И ја викам, леле, ако огладни, што ќе правам? А 2,5 минути сум на сцена. Ме вика, ајде ма влези тамо, оди пеј, која ќе ја ставам на гради, ќе те заборави. Поздрав, Тања! Бакнежи! Да, ќе бирате броеви. Од 1 до 18 има интересни прашања, има прашања кои што ќе асоцираат можеби на детство, има прашања кои асоцираат на секојдневен живот, како ќе ви падне, како велат. Ајде, почнуваме веднаш. Владко, бирај прашање. 9. Ајде да видиме што бираш. Дали си помогнал никому на улица и кога и како се случило тоа, Владко? Дали сум помогнал? Да. Дали не сум помогнал? Еве кога последен пат си помогнал? Па секојдневно? Секојдневно. Да.
Значи, Мене баш ме нервираат оние луѓе кои што немаат време за никога освен за јас себе. имам неограничено време за помош. Баш вчера Добро. бев во Охрид и пред да одам навака. Господја инвалид требаше да излезе од кола. Добро. И едно детенце се мачеше како да... Јас одма ускокнав, ја фатев жената. Ја извликовте. Почнаме гушка жената. Секој дневно јас правам такви. Секогаш треба да имаме време за никого. Не знам како да го објаснам, па нека не и непознат. Јас го правам тоа. Во главном се непознати луѓето што им помагам. Така. Имам љубов, енергија За сите. особено за повозрастни лица, кои што можат или не можат. Секој сум да помогнам во секојдневни комуникации и моменти. Добро. Бројче? Од 1 до 18. 18. 18. Ајде. Навика која си ја сменила, Силви? Ова со протеинскава диета, се зезам. Не, тоа не беше навика. Тоа не е навика. Јас всушност не робувам на навики. Аха. И никогаш не ми е проблем ако приметам дека е тоа бескорисна некоја навика да ја сменам. Вистина не можам да се сетам нешто, не знам. Навикнуваш нели да гледаш некоја серија и се одвикнуваш во еден момент, сваќаш дека е бесмислено да гледаш 500 и кусур Заради тоа што епизоди. по 500 епизоди ништо не се случува. Слично. Не ми текнува сега на некоја нешто клучно. Бидејќи навистина немам проблем со одвикување. Ако гледам дека тоа не е добро. Така е. Владко, од 1 до 18? 3. 3. Аха. Те враќам сега далеку тамо. Се скарав со професорка. Зашто? Ако си се скарал воопшто со некоја професорка? Дали си бил бунтовник, дали си бил мирно дете, дали си бил добар ученик, како беше? Да, бев одличен ученик. Добро. И? Со сите петки и на Добро, и факултет со сите немаше десетки. проблем со никоја професор? Па во главном не затоа што многу учев, многу работев. Стварно? И дури знае професори да ме носат од еден клас од друг клас да ме покажат за пример. Браво, Многу супер. бев исполнители, навистина многу работев, пошто ја учев средно музичко и факултет, а тоа бара навистина многу Вложување. да се вложи труд и слично. И бев исклучително примерен и така да... Не си се скарал? Не сум се скарал со професор. Добро, готово. Не било ова за тебе, ама добро, Да, ајде. да. Ајде, Силви, ново. 5. 5. Аха. Кога најбрзо си се snašla во некоја ситуација? Секој ден. Ајде, раскажи еве денес. Животот е Снаоѓање. Да, снаоѓање, значи во секунда, што да сготвиш, по кој редослед да ги направиш работите за да ги стасаш сите, буквално секој ден. Еве денес имав од 7 веќе активности. Утрово, бидејќи имавме со Линк јавување од Македонска телевизија за промовирање на концертот, потоа домашни обврски, брзав од место до место каде што треба да ги завршам сите овие работи и се снајдов онака многу брзо. Да. Знаете колку брзо се снаоѓам во саобраќај? Како? Кажи како, Така каде да се имаш ли пикнам некоја? во лента, од лента Знаеш во лента, како вози позади, како кола позади подобро друга. од машко, што викаат женски, не е точно. Знаеш Тоа како? е секој ден Знаеш снаоѓање. како? Сега повторно ќе ја поздрам Тања Кучовска. Таа е она, нели? Тања Кучовска после едно никој да не зна имаше една емисија, нели мислам дека сте ми били гости и си одиме на Кедома и Тања ми вика јас ке те посадам до дома. Леле, како И може чест. беа тоа. Луѓе едва и жива глава стекам Тања, извини, ја више не. Джамба са. Леле. Ама Тања никогаш била и на Рицко брзински тамо планински трки и она и Многу била е сакам, победник. многу е спортски Значи, настроена професионална, и баш има еден одличен дух. Значи Секој имаат чест. жени и добри шофери да бидат, само да докажеме со ова. Апсолутно Еве примерот пред нас, познавам така. неколку. Познавам неколку одлични возачи. Добро е. Ајде, Владко. 1 до 18, шо викаш? Хајде 5. 5. Па, Па сега јас 5 сега беше, ајде А беше друга. 5, добро, 8. 8 Краде викам. бројките. Аха. Пак е со карање, сите такви ги бираш. Ајде, кај ги поводив Сте се јас? скарали ли во продавница со никој и зошто? Не бе, зашто се караме? Не се Е. Кога, што? Не признава, не признава. Кажи, знам да кажи, се кажи, сетам. Силви, за тоа ме Во викам Кам дека маркет.
Не, знаеш како, викам дека и како да кажам, и луѓето кои што најмногу имаат нерви за сита, некогаш се провоцирани да може да се... Не, Владко отиде пред крај на време, а веќе нема трпение со овие работниците и така малку беа нетрпеливи со него. Да, требаше леп да купам, официјално пишува во 9 часот. Во 27 затвора, бе во 15 до 9. Добро, до 9. И така малку беше, И шо им кажа? шефицата малку беше, викам, бе, молам. Само лепче да земам. Да, само едно лепче. Да, ама касите веќе затворени. Ама затворено вамо, таму викам. Горе пише до 27 часот. Така е, Владко, во право си. И тоа е тоа. Извини, ама во право си. Иначе не сум човек што се кара, што ја, Така И е. не Ја беше не ни сум човек кара, што не? се кара, Да, ама да. во една малска, сега да не правам реклама, на еден таков исто така ланец на маркети. И најмногу ме нервира кога од 2 каси, нели, ќе се направи ред и последниот на каса вика, бе, молам втора каса. И тој ќе дојде тој прв. дошол 5 секунди пред да го изговори тоа и доаѓа прв на втората На втората каса. каса, готово. Нели е безобразно, Силвија? Па не, ако Тоа е се отвори снобливост. втора каса, треба да биде тој што е следниот Нели? на првата Така е, каса. така е. А не тој што е И би последниот. се скарала, ако го видиш овој да истрча дека треба да дојде, би му кажала, не се Да, скараш, јас ама обично дека. не ја и ги пуштам. И тој Кате, знаеш што правам јас? Јас ги пуштам пред мене стално, јас кога ќе исто. видам мастики или леп, Ами ја треба ги да пуштам, купи, ама никогаш па јас не ги е фер. пуштам. Па Па добро, да. не е фер, ама ајде. Ако Ама може би ајде, се ајде. брза, може не. Добро. Да, може, да. Ново прашање, Силви. 13. 13, вели, во една реченица што си посакуваш? Малко е, значи. Ајде, 4. Што си посакувам? Да. И сега ќе биде нешто што воопшто нема врска со мене. Ајде. Бидејќи им посакувам на тие некои што ги сакам најмногу во животот, на мојата Малика и на мојата Деја, многу среќа, многу осмеси и да ги видам среќни во животот и совршено здрави. Ете, тоа е тоа што си го посакувам во животот. Бидејќи тоа мене ќе ми донесе радост и Така е, среќа. тоа е среќата. Да. Така е. Ајде, Владко, ново бројче. Ајде 16. 16. Па со карање ќе биде? Не. Не, добро. Што за вас е тешко, а останатите го прават без проблем, Владко? Силви, не ќе знае он. Не, Силви нека одговори без Не, нека каже. Што е тешко за мене, не. Што Владко така многу пуси. Кате, знаеш како? Ајде, кажи. Јас, мене не ми е тешко. Она што и да побара, јас викам добро. Добро. Ама тоа полека си го Добро, прави. Ама тоа во негово време. Во моје време. Така да Више е. нема смисла да се... Ма Силви, дали отстапило тоа да кажат не? Па не, тоа веќе било завршено, немал ни шанса Ама јас да сум го кажал, направи. окей, ќе го направам, ќе го завршам и готово. Ајде, уште едно бројче, Силви, па одиме 15. Аха, што е она што секогаш успева да те налути? Неодговорност и Добро. нелојалност. Лага. Тоа не го толерирам. Нелојалност во која смисла? Во секоја Во смисла? било која смисла, пријателска, партнерска, Да. другарска, значи, лагите, манипулации спаѓаат тука. Добро. Тоа не го толерирам И сега апсолутно. вака, нели, искуството и годините носат да можеме да толерираме помалку или повеќе? Помалку или повеќе толерираш сега? Имаш сега повеќе не. пријатели или сега имаш време Имам, само за неколку? Не, само за неколку. Јас секогаш ќе бидам љубезна со останатите, но издвојувам време за тие што навистина ми се драги и битни. И фитилјот е многу пократок од порано. Веќе немам трпение, Те навистина. И разбирам. тоа што сум толерирала порано и кај особите што ми биле многу значајни во животот, научив да ставам крај и да не апсолутно да... Не, Јас не, јас Ти толерираш? колку толерирам јас. Знаеш какви нерви имам, трпение. Не, затоа што Владко го толерира. Тоа е проблемот. Јас стварно имам трпение, кате. Трпение. О, знаеш как ми се чудат на нервите што ги имам. Ете ти. Многу нема шанса ме нанервираш. Нема Јас шанса. полека ќе ја смирам работа. И ќе ќе си се биде- заврши и ќе биде секој по што- моје. Не Не мора мора, секој не што мора, да. добро. Али имам Се шегувам трпение само. и така. Да. Ајде да видиме, да чуеме кој ни се ова. Добро вечер. Добро вечер. Кој ни се ова? Барија од Скопје. Јас се извинувам, не го слушам баш убаво името. Дарија, Барија. Марија, да, сега Да. слушнав. Марија, како сте оваа вечер? Супер со вас, вака малце си се смеам, малце. Се обидовме да создадеме концепт кој што ќе биде поинаков од сите други и кој што ќе ни изнуди насмевка. Па и можеби ќе не натера да размислуваме дека и оние звездите и познатите и тие имаат и маки и не секогаш се им успева од прва.
Da, pa hvala Bogu. Neli? Da, така е. Така е. Само за Владко и за Силвия, ал да им е како се одржава, или сам и физички изглед, и во бракот како си се одржава. Браво, браво. Тоа е многу толеранција, како велат самите. Така. Па еве, слушам. Слушате? А дека одлично изгледаат секогаш. Супер, како Силви да го запрела времето за старење. Кажете, жена, така да се чуе ова. Hvala Vivi, благодарам срце. Марија, кажите ми кој сакате сега? Силви предпоставувам да биде оној кој што ќе ви донесе подарок. Ајде, Силви. Силви е многу симпатична. Hvala vi mnogo. Ајде, Силви, некој од тие тупчиња. Ете, така, кажете бројче само, Марија. Ајде, 7. 7. Од седмицата горе пуштате, Силви. Ете, така. Да видиме каде ќе отиде. 6. На 6-ка. Што ни е 6-ка тамо подарок има? 4, ова да не е 6, не, ова е 7. 6 има нешто? Двојка, 5-ка, не гледам 6-ка. Добро, тогаш не... Јас ова? не сум донела 6-ка или? Добро, Ива, нека биде... Ајде, изберете си тогаш, Марија. Моја грешка. Што ќе ми дадете тоа, не би? Може ли столната лампа? Па може. Може. Добро, ете столната лампа, Марија, е ваша? Добро. Убава е, навистина. Ете, супер подарок. од 15 до 18 часот, секој работен ден ве чекаме во Телма. Ви благодарам што сте заедно со нас. Многу, Силви. Среќа во живот да имате. Hvala vi, hvala vi. Благодарам, да сте живи здрави. Да си дочекате длабока старост. Дай Господ. Супер. Ви благодариме за... Да, ви благодариме за тоа што и вие сте никој како никој друг тамо со можноста да ни ставите да добиете подарок од Флорис, да ги поздравиме. Тоа се нашите пријатели од Кочани. Сега, јас се надевам дека кога се прашни парови во прашање, со Нина создаваме прашања и одговори кои што ние си ги смислуваме за да се смееме. Не мора да биде да има врска апсолутно со никаква вистина, а вие ќе ни кажете што е точно. Силви, првото е за тебе, вели вака. Силви мрази да прави утринско кафе, бидејќи вечно и се спија. Првото е, не сака гости, затоа што мрази да раскрева по нив. И третото е, кога нема никој дома, не сакаш, значи кога нема никој дома, бидејќи од гледање хорори се плаши да е сама. Чекај малце, Владко, што мислиш, што е од ова? Ништо од ова? Не? Што мрази, Силви? Што мрази? Да. Не знаеш. Не мрази ништо на свет. Не мрази. Се сака. Да, апсолутно. Кафица да ја дадеш, да ја направиш кафица, супер. Ама нека да го прави таа. Вако и си прави. Си прави, за тоа викам. Ништо долу. Добро, Силви, што е она што го мразиш? Па ко кажа пред малце. Што? Тоа што многу би ме изнервирало, тоа неистина. Неистина, лагата ја мразам и тоа е нешто бидејќи јас сум јарец, јарците се страшно праведни. Кога ти роден ден? 4 јануари. Јас сум 8. И славиме роден ден. Да, така да невистината тоа е нешто што навистина го мразам. Се друго можам да разберам и нешто што би било најлошо за мене да ми се каже, седне и во очи да ми се каже, јас ќе го разберам, дури ќе се обидам да го поправам тоа кај мене, но лаги, невистини, тоа не. Добро. Владко мрази. Не знам дали мразиш, Владко, ама слушај сега, јас смислувавме. Кога нема ручек дома, па оди во најблиската кафана, е првото. Кога светат сите сијалици бидејќи сака романтика, тоа е второто. Кога не е наспан, па ништо не му е погодено. Силви? Јас да одговорам на Првото обожава да оди во кафана. И кога има ручек и кога нема ручек. Па има ручек, али он веќе бил во кафана. Второто што беше сијали. Добро, кога сите светат се нервира бидејќи трошат струја. Добро, не сака романтика. Нема врска. Нема врска, добро, значи стикла. И за Владко романтика е само свеќичка ако се запали. Не разбира друга романтика од поинаков. Па има право сега, да. Не е само тоа романтика. Така е. А кога не е наспан? И ништо не ме погодено? Кога не е наспан, па не, он во принцип е... Наспан сум јас во глава. Мргуд, така, мргуд е. Мислам, он вака...
nekako nadvorje s osmi, a doma znaju bi da je namršten. Namršten? Da, mislim da kao je borički od tomu se napravio. Odsmejenje mi se, odsmejenje. Slušaj, Vlatko, stiga. Ajde. Silvi spije samo na grb, zašto tako je najubavo. Samo na strana, za da ne hrči. Silvi ne mi se ljuti. Spije na stomak kako malo bebe. Znaš kako ona se gi menja. Pozicijita? Znači, točno je sve? Da, apsolutno točno. Dobro. Apsolutno točno. Silvi, da li je točno sve? Imenuvam za da ne hrčam. Legnem tako jedan moment, sama sebe si izvedem od pamet. Dobro. Ama znaš što je mnogo interesno? Dobro. Например, Силвик е захрка и јас ништо. Ништо ми реагираш. Или ка померам, или вака, и ништо. А јас не дај Боже, ако захркам, ќе ми извади од памет човече. Ама ти, Владко, не си се слушнал. А ти, Владко, не си се слушнал. Сигурно повеќе хрчиш од неја. Владко не се слуша, не. Значи, еден момент се дават кучиња, ама не се слуша. Не се види. Значи, Силви, те молам следниот пат кога ќе да бидеш понежна. Само тоа. Не, тоа понежна не го осеќа. И понатаму оди тоа се посилно. И значи додека комшиите не дојдат. Фортисимо. Форте, фортисимо. Владко знае да свири на колку инструменти? Само на клавиатури, на 4 или на многу? Јас? Да. Само на клавиатури, но сега клавиатурите ги имаат сите можни инструменти, така да... Знае на се. Знае на се. Тоа е тоа. Тоа точно, да. Супер. Силви има дома, Владко, 20 пара чевли, ормар со чевли или цела соба со чевли? Ја го знам одговоров, предпоставам. Да. Дали е цела соба или е пола соба, кажи? Па, со оглед на тоа дека пола соба е со моите чевли, значи пола... А па значи тука се за чевлите. Може би дури он малку повеќе. Може би повеќе имам јас. Владко! Затоа што мене ми се фетиш чевлите и... Па ти си имаш проблем кога чевларник. Смисла имаме, не одам јас со него он која купува кондори, бидејќи тоа не можам да го издржам. Колку пара се купуваат на едно? Нешто се купува, тоа се пробува, тоа се претерува. Да, не можам да издржам јас тоа. Јас знам, одам, ми свига купувам, не размислам. Имаме чевларник и го делиме, значи практично, но веќе премногу рафтови завзема Владко. И не само заради тоа колкав број на чевли има, туку и кој број се, затоа што се случува да влезете во чевларник и онака некоја кондура шпица, онака и се метал да ве удри. Да, а не дај Боже да падне од некој горен рафт, значи ќе биде ексклузивни чевли кои што имаат на шпицата. Имате железа некој на шпица и многу лошо. Кога се правеше куќата во облик на клавир, тоа беше идеја на Силви, не отстапуваше од неа, или тоа беше идеја на Владко и се колебаше дали може да се реализира? Ова беа мои одговори, не знам што е точно. Кажувајте. Па, всушност беше идеја на нашиот архитект, кој што го препозна тоа кај нас, бидејќи веќе виде многу предмети во облик на концертен клавир кај нас дома. А претходно бевме во старата куќа. Па му беше тоа како мотив. Каде што го виде спушениот плафон. Кој што беше во облик на концертен клавир. Браво. Вика Владче, може ли ваква да е вашата куќа, вика. Браво. Но после тоа, откако тој ни ја кажа својата идеја, после веќе све беше во тој правец и не отстапувавме од ништо, рушевме зидови, губевме на стабена површина само за да го добиеме тој облик и форма. Отишло времето, мина многу интересни овие прашањава. Ајде стига, ќе пиеме ли малце уште второто караоке? Ајде, Владко. Журка малце. Малце журка. Можеме со дел од песната втора. Ајде, ако нема време, добро. Да, дел само, па ќе одиме со реклами и со последната игра. Ред. Можеме режија. She's got me so far away from her spot of daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life, I ain't gonna be nothing in my life. You're gonna grow up a good life. I'm gonna do what I got.
rock your rockabye, baby, don't you cry. So rockabye. Oh, oh. Oh, baby, no one's done. From the daughter, she just want a life. Oh, baby, all on her own, no one will come. She's got to save him. She yells in, ooh, love. No, but I'm gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my life. Nobody matters like you. She tells him your life. I'm gonna be nothing like my life. You're gonna go a good life. I'm gonna do what I got to do. So rockabye, baby, rockabye. I'm gonna rock your rockabye, baby, don't you cry. Somebody get your rockabye, baby, don't you cry. I'm gonna rock your rockabye, baby, don't you cry. Rockabye. Се вика, чекай како беше, се вика, се прелеа чашата. И доаѓаме до последната игра предизвик. Се договоривме дека немаме многу време, па затоа ќе убрзаме играта. Им кажам се на нашите денешни гости, никој како нив. Еве, јас сум прва. Значи, ставате јајце во чаша и потоа ставате вода. И сега ќе ставиме поише вода, за да имаме 2 минути. Владко, значи повели, не ставај само овде, зашто ни се мрдач целиот пол, да не направиме. Добро, можеш и повеќе, за да бидеме, да видиме што ќе биде. Силви, пази. Силви, пази. Силви, пази. Чекај, јас ќе ја решам, чекај се. Не ни остава. Браво, браво. Ајде. Имаш уште многу да знаеш, само можеш по малце. Браво. Интересна игра, вака можеби не изгледа, не изгледа ништо. Браво, Силвиза, јас да изгубам, тоа е ламата. Ама чекай, гледай сега, само да ми успе. Едно капче те молам. Владко, ти си. Ова само држи го капако да не отиде све. Добро, ајде. Владко, до утре ќе си? Па до утре нека играш, што има врз... Опа! Види! И ова само да не ни... така. Отиде, Сили, готово. Сили, најувам за тебе. Мислам дека има овде место уште. Ајде, јас сум победник од денеска! Тебе те мислевме, ама джаба. Чекај, ајде. Не пратеш, Не. Леле. Абе, вие си играте со мене, а? Има чиста, Владко. Вака изгледа, али многу е добра играва, признајте. Ајде. Се ви навивам. Точка. Браво! Човече. Еве, гледај са, мене ке ми се пушти. Добро, сега Мене ке ми се пушти. Кате нема трпение. Да, готово, ами немаме многу време. Гледај дека не. Ајде, Владко. Ова некоја фора имало? Не знам, знаеш ли, затоа што е ваква чашата и не знам што е работала. Мислам дека ова... Чекај. Белката од јајце. Владко! Па добро сега. Јас шастам следниот пат. Готово, да. Имаме уште 16 минути да ги поканиме сите. Да, да ги поканиме сите оние. Каде? Да дойдат во автокоманда? Автокоманда, Домот на културата, Гази Баба. Повелете од 19 часот во вторник, утре 29 октомври, ден на грижа и подршка. Да.
и да создадеме нови згрижувачки семејства. Да, секако, во иднина, што ќе сакат да згрижат, и вече не заслужуваат, прегратка и насмевка и многу љубов. Така е. Никој како, се дружиме и утре. Ви благодарам што бевте и денеска заедно со нас. Имаме нови гости. Маријан Куцав заедно со Наташа Малинкова. Гледајте, не? Чао! Чао!